поднесуваме денес кривична пријава за сторено кривично дело саботажа по член 315 од Кривичниот законник против поранешниот председател на Уставниот суд Никола Ивановски, поради тоа што сметаме дека на подмолен начин има предизвикано тешко отстранливи последици по уставниот поредок со тоа што како најповикан, односно како чувар на уставот, него става упорно 2 години на дневен ред законот за двојазичност, кој што е прв преседан во историја на уставно право, каде што на местото на председателот на републиката е потпишан чиновник од собранието, од кабинетот на Талјат Џафери. Сметаме дека ова е многу опасно подкопување на уставниот поредок. Вакви кривични пријави по падот на оваа власт ќе следуваат и за сегашниот председател на Уставниот суд, доколку него стави на дневен ред, и за директорот на јавното предпријатие Службен весник, кој што го објави ова парче хартија без подпис на председателот. Сметаме дека се исполнети сите елементи на законското битие на кривичното дело саботажа, кој што е предвидено како кривично дело, тешко кривично дело против државата. И ова пресконференција ќе употребам уште и да ги кажам некои од посензитивните мерки кои што ги предлагаме во сферата на правосудството. Тоа е укинување на трајниот мандат на судиите и воведување на низа антинепотистички мерки со цел да не може на едно исто апелационо подрачје таткото да биде судија, синот да биде обвинител, мајката да биде адвокат, а ќерката да биде нотар. Значи тоа не постои никаде во светот и мора да се стави крај на овие фамилии кои што владеат во обвинителството и во правосудството. И конечно предвидуваме намалување на тарифите и укинување на извршителите како непотребни во нашиот правосуден систем и нивна замена со судии и извршители, бидејќи имаме 200 судии кои се технолошки вишок, па наместо да ги бркаме од работа, подобро е да им се даде да работат извршни предмети. Левица во парламент. Заокружи број 4.